војната продолжува. Многу војни има, многу војни продолжуваат. Продолжуваат војните на Балканот. Балканот се смета за бура барут во дворот на Европа. Корените на конфликтите овдека на Балканот се многу одамна и продолжуваат. Сите овдека на Балканот сметаат дека се обесправени, дека неправилно биле распределени териториите, велат и бугарите, и грците, па и македонците, и албанците, дека граничат со самите себе. Тоест, од другата страна на границата се нивни територии. Тоа го тврдиме сите на Балканот. Се сметаат за обесправени и многу војни се водели и продолжуваат војните. И може би некој пат ќе се стави крај на таа војна. Меѓутоа има една друга војна, чии што почетоци се многу поодамно дури од балканските војни. И ако се вратиме назад, тие почетоци на таа војна можеме да ги најдеме уште во Еденската градина. Кога човекот падна во грев и Бог ги кажуваше последиците заради гревот, заради паѓањето во грев, и рече на жената: кога ќе бидеш бремена, ќе ти ги умножам и преумножам маките, со болки ќе раѓаш и ќе се приклониш кон мажот свој и тој ќе ти биде господар. Ќе се приклониш кон мажот свој, а тој ќе ти биде господар. Ако читате некои други преводи, таму пишува и ќе копнееш кон мажот свој, или ќе имаш желба за мажот свој. И не е објаснато што значи да копнееш, да се стремиш или да имаш желба кон мажот свој. Но вториот дел од крајот на стихот кажува: ама тој ќе ти биде господар. Самиот збор ќе се приклониш може да значи многу нешта, но најмногу во тој збор е вклучен да си има некаква желба кон мажот. Која е таа желба кон мажот? Некои сметаат дека жената после паѓањето во грев ќе сака да има маж покрај себе, ама пак продолжението вели: а тој ќе ти биде господар. И затоа многумина смета дека во тој збор ќе копнееш по мажот, уствари е вклучена желба на жената да доминира над мажот. Меѓутоа Бог вели: мажот ќе доминира над тебе, или мажот ќе ти биде господар. Оно што гледаме како последица на паѓањето во грев е неква желба за власт што сите ја добиваат. До гревопаѓањето има разбирање, има мир и сите се во некаква хармонија, дури човекот со животните. После паѓањето во грев доаѓаат војните. Дури војните и меѓу животните, и доаѓа војната и меѓу мажот и жената. Борба за превласт. Секако во таа борба или војна за превласт, кој над кога ќе господари, Бог го кажува резултатот. Мажот ќе господари, поради многу причини, бидејќи тоа е и Божјата волја, а пак и мажот е и посилен. Во таа војна тој победува, тој доминира. Значи, војната почнува уште во Еденската градина и продолжува, и последните години, 50 години, линијата на фронтот некако многу се доближи, двете спротивставени страни буквално веќе војуваат гради в гради. Од едната страна мажите, од другата страна жените. Се појавија различни воинствени движења, организации, така оние феминистите од страната на жените, кои се, впрочем, навистина многу воинствени, со многу екстремни изјави и екстремно поведение. Например, има судски случаеви во кои жени феминистки, кои се на клучни места, на влијателни места, биле судени и осудувани затоа што не дозволувале во нивната работна средина мажи или пак ги дискриминирале мажите. Например, една професорка на Бостонскиот универзитет е тужена и осудена бидејќи на низините предавања не дозволувала студенти
мажи, од машки пол. И кога доаѓа на испит, сите ги туркала, не пуштала така лесно да поминат. Има изјави од типот дека, феминистички изјави, дека жените треба 2 пати повеќе да се трудат, за да добијат пола од признанието што еден просечен маж го добива. Не знам колку тоа е точно, но звучи така многу екстремно. Има во таа војна денес што се води барања да се укинат воопшто половите во графите, воопшто да не се прашуваат кандидатите за нешто од кој пол се. Дури во самите устави да бидат избришени половите, па дури и нели оние термини татко, мајка, едноставно да има неутрален пол. Во тој поглед се да биде неутрално. Да нема машки пол, да нема женски пол. Таа војна или тоа приближување на двете спротивставени страни, таа фронтова линија, доведе до појава и од другата страна на екстремни организации или ставови, така да и шовинизмот се зголеми. Има истакнати шовинисти мажи кои даваат исто така многу екстремни изјави. Например, еден таков професор вели, бидејќи бил обвинуван дека во неговиот кабинет и тим не вклучува жени, тој рекол: спремен сум да страдам од шпанска инквизиција или од страдане од типот на шпанската инквизиција, ама нема да дозволам во мојот тим и во мојот кабинет жени. Тоа е неговиот став. Еден друг вели, да, жените, такви дискриминирачки, нели, шовинистички изјави, вели, жените, да, тие се како животните во зоолошката градина. Јас се радувам и е задоволство да ги гледам во кафези, но само во кафези. И не ги пуштам надвор во мојата близина. Многу така звучи екстремно, но и од двете страни има такви изјави. Во едно детско филмче, не знам дали беше Мулан или некој друго, главната јунакина вели: сите мажи се муфљовци ли беше, или што беше? Сите мажи се идиоти или кретени. И тоа го гледат децата. Мухљовци. Сите мажи се мухљовци. Кој филмче беше тоа, да? Не се сеќавате. Добро, не е важно. Еден друг таков шовинист вели: мажите и жените се согласуваат само во една работа. Дека никој не може, ниту мажите, ниту жените не може да им веруваат на жените. Таа војна, тој конфликт, таа борба, што денеска се заострува многу, многу, тоа поради хуманизмот и некои други појави, има влијание и врз семејството. Денес се обидуваат тие движења да ги редефинираат односите во семејството. Борбата се заоствува во семејството. Никогаш немало толку конфликти во семејниот живот како што има сега. Има страшна борба. Кој е главен? Има ли главен? Има ли глава? Има ли господар? И лесно денес се доаѓа до разводи. Светската статистика говори дека денес се склучуваат, повеќе се раскинуваат бракови отколку што се склучуваат. Тоест, бројот на разводи е поголем од бројот на новите склучени бракови. Ситуацијата е навистина сериозна во тој поглед. Се шири една идеологија, една филозофија, дека бракот е уствари една арена на борба, на непријатели, во кој едниот треба да доминира, да победи. Има една таква изјава во која се вели дека бракот е единственото бојно поле во кое непријателите спијат во еден кревет. Тие си представите денеска идеите за бракот. И од тука доаѓаат и многуте
проблеми, насилство, недоразбирања, конфликти. Буквално брачните партнери гледаат еден на друг како на ривали, кои постојано треба да се борат еден против друг. Има една хумористична емисија на 24 вести, Адријанка и Адријан, ли како се вика, и постојано внатре е таа војна меѓу нив. И тоа е моделот кој они го представуваат за еден нормален денешен брак. Во многу цркви на Запад се редефинира местото на мажот и жената во бракот и има цркви во кои кога се склучува бракот и се кажуваат брачните ветувања, избришен е оној дел во кој се бара, нели, жената, невестата, да вети дека ќе се покорува на мажот. Тоа е избришено и не се прашува жената за тоа. Зошто е дискриминирачко да се обврза жената да вети дека ќе се покорува на сопругот. Исто така, бидејќи црквата е општество кое живее во ова општество, субопштество во рамките на ова општество, не може црквата да остане имуна на она што се случува околу неа. Случувањата во општеството имаат влијание и во самата црква. Тоа сосема нормално. И затоа сосема е нормално и во црквата да навлегуваат таквите нови погледи за местото на жената во општеството, во семејството, во црквата. И тие конфликти, тие борби што ги гледаме во општеството, феминистички судири, феминистичко-шовинистички судири, тие влегуваат и во црквата. Ги има и во црквата, реално. Не можеме тоа да го игнорираме. Во многу цркви се редефинира или се прави нов прочит на заповедта на апостол Павле, што е прочитавме ли овдека, за односот на жената кон мажот, за покорството на жената кон мажот. Дали може едно од основните прашања што се поставува денес, или едно од најконфликтните прашања, дали може жената да биде водач од црквата? Тоа е сериозен проблем, сериозно прашање што се поставува наоколу. Многу од црквите денес велат она што го кажува апостол Павле во Ефесијаните е дел од древната култура, дел од патриархалното општество и не важи за современиот свет. Тоест, ние денеска не треба веќе да гледаме така на нештата. Тоест, треба да ги промениме работите. И бидејќи така се говори во светот, и во црквата тоа влие. Тоа ново феминистичко, нови хуманистичко општество влие на црквата. Дали ова заповед веќе е надмината, е надживеана? Дали се уште важи? Дали навистина се уште мажот е главата на жената како што Христос е на црквата? Дали мажот треба да ја возлюби жената како што Христос е засака црквата и се даде себе си за неа? Дали вреди еден маж да си го даде животот за една никаква жена, како што велат шовинистите? Вреди ли мажот да се жртва за жената? Така гледаат денеска шовинистите на жените. Кој може да верува на една жена? Не заслужуваат. Библискиот принцип е дека жената треба да се покорува на мажот, а мажот треба да се жртвува за жената. Важат ли тие заповеди или се дел од некоја култура? Дали исполнувањето на тие заповеди ќе донесе благослов, а не исполнувањето само последици и проклетства? Или е се исто? Како се живее? Во изучувањето на посланието до Ефесијаните стигнуваме до тој дел, каде што апостол Павле говори за христијански живот, вистински христијански живот, кој е резултат на верата во Бог, на спасението во семејството. Или да живееме со новиот човек во семејство. И што значи да живееме со новиот човек, со Христос во себе, во семејството?
И бидејќи е сложно прашањето, бидејќи и нашите глави се полни, сакале тоа да го признаеме или не можеме да се ослободиме од тој факт. Нашите глави се полни од современите, модерните филозофии. Ги слушаме секојдневно. Слушаме вицови на таа тема. Се смееме на тие вицови. И тоа ни влие, сакале или не, ни влие и на нашиот поглед на бракот. И затоа би сакал во ова денешно изучување, вечерашно, да дадеме само некои наопшти принципи пред да поминеме на раскритување на овој текст. Тоа ќе биде следните собирања. Да видиме што воопшто Бог говори за мажот и жената и од тие предпоставки понатаму да тргнеме кон раскритување на текстот, ослободени од секакви современи предрасуди. И ајде да видиме што говори на таа тема Библијата. А ова стихот што го прочитавме. Прво, она што можеме да го видиме во Библијата е дека мажот и жената се рамноправни. Библијата говори за рамноправност меѓу мажот и жената. И воопшто не се во право феминистките кои ја обвинуваат Библијата или христијанството како пречка за рамноправност меѓу половите. Тоа воопшто не е точно. Ај ќе видиме што вели Библијата. И Бог го создаде човекот според образот свој, според образот Божи ги создаде. Машко и женско ги создаде. Нема никаква разлика во поглед на создавањето. Онтолошки, од почеток, во природата, во својата суштина. Мажот и жената се рамноправни. Подеднакво се создадени во Божиот образ. Божиот образ како основата, како суштината на човечката природа го има подеднакво и во мажот и во жената. Во достоинство, во Божја слава, во почит, во чест, мажот и жената се рамноправни, еднакви во тој поглед. Мажот не е создаден како нешто повеќе во креацијата, во творението, како нешто повеќе од жената. Ниту пак жената е создадена како нешто повеќе од мажот. И мажот и жената подеднакво ја носат Божјата слава. Подеднакво го носат Божиот образ. Тие се подеднакво круната на созданието. Тие се Божиот венец на созданието во еднаква мера. И во тој поглед нема разлика. Понатаму, апостол Павле кога говори за спасението во Христос, во Галатјаните 3 глава, 28 стих, или крајот на 28 стих, вели, веќе нема разлика. Во Христос, во спасението, нема машко, нема женско. Сите се едно, или сите се рамноправни, еднакви во Христос. И мажот и жената. Бог не даде еден попривилегиран, полесен или позначен начин за спасение на мажот или друг начин за жената. Не го спаси мажот во поголема мера, а жената во помала мера. Не остави жената дискриминирана во тој поглед или мажот дискриминиран. На исти начин, во иста мера, целосно, издигајќи ги на исто ниво, во иста слава и мажот и жената. И во тој поглед нема разлика. И затоа велам, не се во право оние кои велат христијанството е пречка за остварување на човечки права или права на жената. Или пак има такви феминистки кои велат апостол Павле е најголемиот шовинист, најголемиот женомразец. Воопшто не е така. Напротив, христијанството отвара врата за рамноправност. Христијанството и овие зборови на апостол Павле се големиот чекор во изначувањето на правата меѓу мажот и жената. Потребноста пред христијанството на жената се гледа како на нешто недостојно и во духовен поглед. Жената не може да биде спасена како што е спасен мажот. Односот што древниот човек го има кон жената, може би најдобро се изразува преку молитвата што евреите си ја кажувале
благодарствената молитва: Господи, ти благодарам што не си ме создал како жена и како куче. Тоа било нивната молитва. Се извинувам. Тоа е односот на древниот човек. И апостол Павле вели, нема разлика. Сите се подеднакво спасени, нема маж, нема жена. Во Божите оци сите се равноправни. Тоа е во древноста скандалозно, она што го кажува апостол Павле. Навистина е скандалозно. И од тука натаму, од тогаш па наваму, кај што влегува христијанството, го почитува и го издига достоинството на жената. Па еве, денеска, во современиот свет, споредете го местото и положбата на жената во христијанската земја, во муслиманската земја, во хиндуистичката земја. И ќе видите големата разлика. Се уште во источниот свет, далечниот исток, во Кина, во Јапонија, жената е роб во општеството. Одете во арапскиот свет и видите каква е позицијата на жената. Секаде каде што навлегува христијанството, тоа отвара врати за достоинство на жената. Тоа е зашто Бог гледа на мажот и на жената како на равноправни. Никој не е поголем од другиот. И тоа е вистината што ја откриеме овдека. Има една книга која напишал еден човек, Джеймс Кенеди, и книгата се вели што ќе беше ако Христос не се родеше или ако Христовото учење не се расширеше. И тој дава еден список на придобивки кои не се само духовни за спасението, но се и обштествени и социјални. И тука вклучува придобивките за жената. Навистина, ако не беше христијанството, ако, например, муслиманство беше светската религија, која доминира и насекаде, тешко на жените. Тоа е вистината. Христијанството е она што влие насекаде и во другите култури, за да биде ослободена жената од стегите, робските стеги што ги наметнуваат другите религии. И таа еднаквост. И кога жената ќе разбере дека има равноправност дадена од Бог, и таа равноправност е исконска, онтолошка, во природата, во суштината, во дигнитетот што Бог го дава, тогаш верувам дека жената не би се борела со мускули да стекне равноправност. Екстремното феминистичко движење оди до таму што сака да ги избрише физичките разлики, тоест жените таму билдаат мускули, сакаат да имат бицепси како мажите, зашто сметаат дека физичката сила ќе ги направи равноправни. Не е во тоа равноправност. Ако една жена има поголеми мускули од мажите, нема да ја даде поголемо достоинство, нема да ја даде повеќе слава или дигнитет. Еднаквоста, достоинството доаѓа од Божиот поглед на нештата, а Бог ги гледа равноправни, подеднакво достојни за почит, подеднакво достојни за Божјата слава. Втората главна поента, што можеме да ја видиме во Библијата, општо, читајќи целата Библија, е дека тие се равноправни, но во исто време во таа равноправност нема еднаквост. Не се исти. Равноправни се, но не се исти. Што значи дека не? Тие се различни. Во што е разликата? Разликата е очевидна. Веќе спомнав некои работи. Физичка разлика има меѓу мажот и жената. Има душевна разлика меѓу мажот и жената. Има духовна разлика. Бог ги создал равноправни, но различни. Женската психа и душевност е една, машката е друга. Машката физика е една, женската е друга. Дори малите деца тоа може да го разберат. И тоа од раѓање го знаат дека е така. Дека машкото не може да биде женско и женското не може да биде машко, колку да се обидуваме да докажуваме спротивно. Има направен експеримент, и тоа точно феминисти го направиле експериментот, сакајќи да докажат дека стереотипите што ги носиме за различност меѓу мажот и жената се резултат на социјални влијанија. Тоест дека децата ги немаат тие предрасуди. Што направиле?
взеле кукли кои говорат, нели такви, што имаат внатре батерии, звучници и некакви чипови, и во машки кукли ставиле женски глас, во женски кукли ставиле машки глас. И некои други особини, машки, женски, смениле во облека, во такви работи. Им ги дале на децата. Кога машко дете зело машко Барби, и кога видела дека има женски глас и некои други работи, ги фрлале, ги отфрлале, или кршели, справиле обиди да ги поправаат, дека не оди тоа така, дека машката кукла треба да има машки глас и да биде облечено како машко и да има машки одлики. Истото се случувало и со женските кукли, со барбиките. Децата знаат, уште од мали нозе, тоа им е вродено. Бог создал машкото да биде машко, а женското да биде женско. Различни се создадени мажот и жената. И тоа е добро така, зашто само така може да има надополнување. Во разнообразноста, во разноликоста има надополнување. Може да имаме полнота, убавина, има во разнообразието. Ако беа само мажи, каков ќе беше овој свет? Ако само машката рационалност постоеше без женската интуитивност. Така станува светот. Жените се по-интуитивни од мажите, тоа е вистина. Мажите се по-рационални, по-дедуктивни, но во тоа се надополнуваат и станува убав животот, кој ги има и двете страни. Така има надополнување. Сега, бидејќи има различност меѓу мажот и жената, то нормално води таа душевна и духовна и физичка различност води до тоа да има различни улоги, различни позиции во општеството. Сосема е нормално. Природно е. Тоа е така и во општеството, така и во семејството, така и во црквата. Земете еден пример. Нема законска правна пречка во никое законодавство, не е дефинирано, не е забрането, не е така регулирано, организирано во градинките да работат како негователки и како учителки жени. Ниту пак некаде пишува со закони одредено во автомеханичарски работилници да работат мажи. А така е. Не знам, може би во градинките може да се најдат и машки учители, ама јас не знам акушерки мажи. И оние што навечер, кога бебињата спијат, во оние простори, таму да се грижат мажи. Во 99% тоа го прават жените. Од друга страна, може би сте видели, јас не сум видел, автомеханичарска работилница да ја води да работи во неа жена. А зошто е тоа така? Законот не го регулирал тоа, ама децата уште од мали. Девојчињата сакаат кукли, ги пресоблекуваат, им ги менат памперсите или пелените. И ги мијат, и ги чешлат. А што прават машките деца? Ќе земат количката, ќе отиде во оддалатот од таткото и ќе почне да ја поправа. Никој не го учи на тоа. Тоа е нешто што Бог го вложил, зашто се различни. Мажот и жената се создадени различни. Машките деца сакат да се тркаат со коли кога се мали, со количките. И ги интересира како работи колата. И затоа кога ќе пораснат, гледат да чепкат околу колата. И потоа ќе станат и механичари. Различноста. Создадени се различни. Таа различност прави тие да имаат различна улога, различни позиции во општеството. Општеството не поставило стереотипи. Кога се раѓаат децата, тоа не е стереотип машкото дете да поправа колички дома и да бара штрафцигери и да отвара телевизори и такви работи и да чепка внатре, да види што има во нив. Тоа е така од Бог. Основната причина лежи во тоа што се создадени различни половите, а тоа пак придонесува за нивно надополнување. Така да
не сме табула раса од раѓање во многу работи. Еднаш ми бев прашан од Лидија дали човек се раѓа како табула раса, кој го учеше психологија. Во Библијата имаме две области во кои Бог говори за различна улога или позиција на мажите и жените. Едната област е семејството, а другата е црквата. Ефесијаните говори за семејството. Во други текстови можеме да видиме во што се состои различната улога во црквата. И во што се состои различната улога во црквата? Мажот, бидејќи е така создаден од Бог, е оној што ги води работите. Мажот е главата. Ги води работите во црквата. Водачот. А знаете што значи водач во христијанството, библиската представа за водач? За слуга. Мажот слугува. Тоа е представата. Водачот е слуга. Оно кој е најголем од сите, тоа е слуга на сите. Колку повеќе те издига Бог, на толку повеќе луѓе ти си водач. Кога Бог ќе те постави на целата држава, ти си слуга на целата држава. Тоа е вистината. Тоа е фактот. Не станува збор за привилегија, не станува збор за господство, туку станува збор за слугување. Така Бог ги поставил нештата. И од тука натаму жената или ќе прифати да биде како Дебора, која помагаше мажите да ги заземат првите места во еврејското општество, или како Језавела. Дебора донесе благослов во Израел, а Језавела, жената на Ахав, која сакаше да ги бутне, да ги тргне сите мажи, она да биде, и Илија да го тргне, на крајот донесе проклетство во царството. Тоа се библиските принципи. Тоа се Божите принципи. Семејството, стигнуваме нели до семејството, оно што е тема последните стихови. Мажот е главата на жената и жената се покорува на главата, како што црквата се покорува на Христос, а Христос е главата и Христос е засака до толку црквата што се даде себе си, се жртвуваше. Да се биде глава на жената значи да се предадеш целиот на жената и да се жртвуваш за жената. И животот да си го дадеш за жената. Тоа е идејата на текстот. А во една таква жртва, жената се предава на покорност целосно на мажот. Тоа е принципот. Тоа се улогите што Бог ги поставил. Жената е така устроена да бара во мажот закрила преку покорност, а мажот пак да биде оној што ќе се предаде целосно, да обезбеди љубовта, грижата и закрилата на жената. Тоа е принципот што Бог го дава. Ке видиме ние понатаму, тоа е основниот принцип. И сега не може да се изместат нештата. Мажот не може да биде сопруга и сопругата не може да биде маж. Тоа се принципи поставени од Бог и така функционираат нештата. Не станува збор кој е поголем или помал, рамноправни се и мажот и жената со различни позиции, со различни улоги, со различни одговорности. И се некој ќе каже, ама добро, пак се говори за покорност. Што има покорност едниот кон другиот? Со сигурност едниот нема рамноправност. Нема, во тој поглед едниот е поголем од другиот. Како е во Светата Троица? Имаме Отец, Син и Свети Дух. Сите три личности во Божествената Троица се еднакви по слава, по достоинство, по чест. Во Божествената природа тие се подеднакво Бог. Тие подеднакво заслужуваат и почет, и слава, и чест, и достоинство. Рамноправни се. Но пак гледаме дека Синот се покорува на Отецот. Зошто се покорува? Зошто улогите, позициите се различни. Планот за спасението е од таткото. Тоа е волјата на таткото за спасение. Синот се покорува на волјата и го извршува спасението. Тие се сотиролошки улоги, позиции што ги имаат. И во тоа се бара покорност.
бидејќи има совршна хармонија, совршна љубов, совршно заедништво. Рамноправноста во ниту еден момент не е доведена во прашање, поред различните улоги што постојат во Божествената Троица. И ако синот не се лути, бидејќи треба да се покори на Отецот и воопшто не се плаши дека неговата рамноправност е загрозена, така треба да биде и во нашите меѓучовечки односи. Не постои страх од нерамноправност. Што она што сакав да го видиме како позиции, како ставови што Библијата ги има за мажот и жената и кои се спротивни на она за што нели светот обвинува. И на крајот се сведува, то дали ќе ги исполнуваме овие заповеди, се сведува на крајот нели на прашањето дали сме спремни да се покориме на Божјото Слово. Дали веруваме дека Словото на Бог е авторитетно, дали е најдоброто за нас. Од покорноста кон овие, тоест покорноста кон овие заповеди зависи од тоа колку веруваме дека овие се Божји заповеди, дека Бог ги сака за нас и дека тоа е најдоброто за нас. Општеството може да труби, да вика, но на крајот нашиот отклик, нашата реакција ќе зависи од тоа колку му веруваме на Бог. Господ Исус вели во Јован 14:23: ако некој ме љуби, ќе го пази моето слово. Ако го љубиме Бог, ќе го пазиме неговото слово. И овие заповеди ќе ги прифатиме како најдобри за нас и ќе ги исполнуваме, ќе ги извршуваме. Божјата волја, и овдека се двете работи, двата принципа. Божјата волја е, бидејќи тој не гледа како рамноправни, и ние да се гледаме како рамноправни. За жал, општеството промовира и феминизам и шовинизам. И ние сме под влијание на општеството. Да ги навредувам, мажите да ги навредуваат жените и жените да ги навредуваат мажите. Мажите да гледаат со презир на жените, па дури и во црквите. И жените да гледаат со презир на мажите, дури и во црквите. Таквиот однос е грев, зашто ја нарушува Божјата волја. Бог сака да се гледаме како рамноправни. И ако не се гледаме како рамноправни, треба да се покаеме. И да бараме од Бог да го коригира нашиот став. Тоа е грев. Шегите што си ги правиме на сметка на жените, ние мажите, и шегите што жените се ги прават на сметка на мажите, со тоа што ги понижуваат, ги навредуваат, ги презираат и така натаму, тоа е грев кој треба да се покаеме. И тоа е вистината. Ако го љубиме Бог, ќе извршуваме неговата заповед. Има ли мажи меѓу нас кои сметаат, кои гледаат со презират, жените? Остај ги жените, они не заслужуваат да збориме за нив. Тоа е грев, ако мислиме така. Има ли жени кои сметат дека сите мажи се идиоти? И такви ставови има и во црквите. И тоа е грев. Тоа е првото. И второ, Божјата воља или Божјата заповед е да ја прифатиме позицијата што Бог ја одредил за нас. Позицијата што мажите треба да имаат како мажи и позицијата што жените треба да имаат како жени. Не создал различни и не дал различни улоги, соодветно на различноста. Мислат ли, има ли жени, меѓу нас нема, но има ли во христијанските средини жени кои сметаат дека овие заповеди за покорноста на жената кон мажот се изживеани и не важат денес? Ако има жени што мислат така, прават грев. Тоа е вистината. Има ли мажи кои сметаат дека таа заповед што Бог ја дал кон мажите, да ги љубат жените до толку што спремни и да се жртвуваат за нив, денес веќе не важи, зашто денес жените не се како некогаш. Некогаш биле смирени, кротки, послушни, денес веќе не се такви. И не заслужуваат денес жените таков третман. Ако има такви мажи, треба да се покајат. Што и тоа е грев. Словото вели дека е грев. А гревот
не носи благослов. Знаеме. Влегувањето или не влегувањето, живењето со таков став нема да донесе благослов. Во семејството нема да донесе благослов во црквата, нема да донесе благослов и во општеството. Најправилен, најдобар избор е да се покориме на Словото на Бог и дури да се покориме, дури и кога нели целиот свет дава некој друг став, спротивставен став. Ние како верници треба да му дозволиме Бог да дефинира како ќе живееме, како мажи и како жени. Тоа носи благослов во бракот. Тоа носи благослов во црквата. Единствениот начин да се запре таа војна која се уште продолжува. Говориме за војната која продолжува, најстрашната војна. Војна која влегува во семејството, во црквите насекаде. Единствениот начин да престане таа војна, да дојде до примирие, помирување, е кога ќе престанат и мажите и жените да живеат за своја слава и ќе почнат да живеат за Божјата слава. И ние треба да работиме на тоа, да се молиме Бог да го прави тоа меѓу нас и ние како црква да го покажеме тој пример, да докажеме на општеството дека не е во право кога на Библијата гледа како на заостаната книга. Нашите семејства, нашиот живот треба да го потврди тоа. А по-конкретно ќе видиме во следните изучувања што значи тоа.